мора да бидеме свесни, кога станува збор за креативната работа, нема да имаш секогаш инспирација или мотивација. Но потребно е да имаш таа дисциплина за да останеш конзистентен во тој пат што ќе годиш. Мотивација. Да направиш подобар живот за себе си, кога си мотивиран да правиш нешто, знаеш дека твојата иднина ќе биде осигурана. Ако ми го насочуваш тоа мене, дека мене не ме бива, земи, седни, направи го и јас ќе те поддржам од нешто. За контент креатори, мислам дека тоа можеби ќе биде као онака најбарана професија. Порано бев кој, зашто да давате 2000 евра за академија, што ќе научите? Да, ќе научите, ама тоа се многу пари, зашто да ги давате? Како ќе се возвратат тие пари? За да еден ден јас сватам која сум јас да им кажувам на луѓето кај да ги трошат нивните пари. Едноставно верувајте во себе, колку и да е тешко и колку и да имате онај импостер синдром. Мене за ништо не ме бива. Не, едноставно не е дојдено во вашето вистинско време. Епизода на Next Gen подкаст. Во оваа епизода заедно со Маја ќе продискутираме теми поврзани со дизајн, UI UX дизајн, контент креација, социјални мрежи и останати теми. Можеш за старт да ми кажеш каква е твојата позадина во областа на дизајн, UI UX дизајн, контент креација, некоја чиста почетна најава. Здраво најпрво и фала ти многу што ме покани да бидам дел од твојот нов подкаст на овие социјални мрежи, ајде така да наречам. Инаку мојата позадина, со фактот дека имам започнато уште од своји рани години, додека бев средно образование, започнав со илустрација и полека со дигитална илустрација навлегов во Photoshop, Illustrator и тогаш почнав да правам постери и започнав покрај Illustrator и Photoshop да учам, да креирам некакви дизајни, но тогаш не бев се уште свесна дека тоа е дизајн. Бидејќи ако одиме неколку години уназад, пред 7-8 години, тогаш се уште не бевме ние запознаени со концептот што е UX UI дизајн, што е веб дизајн или пак контент креатор или социјални мрежи. Тогаш бевме Instagram, Facebook ќе користам. Или пак едноставно можеби јас сум немала допир со такви луѓе околу мене за да бидам запознаена ова е дизајн, ова е UX UI дизајн. Пример, за концептот UX UI дизајн јас дознав на своји 19 години кога покрај графички дизајн започнав да креирам и мобилни апликации, веб апликации. И тогаш бев значи во графички дизајн има уште повеќе насоки на кои што можам да се насочувам и да работам. И сега моментално покрај UX UI дизајн, графички дизајн, брендинг дизајн, работам како контент креатор, работам со креирање на постови, креативи за социјални мрежи, како и настран маркетинг дизајн. Така. Накратко дали може за тие што не се запознаени? Верувам дека графички дизајн, брендинг секој има веќе слушнато, но темата која ти ја представаш можеби највеќе опфаќаш во твојот контент е UI UX дизајн. Накратко на некој што прв пат слуша што е тоа UI UX дизајн. Сигурно имате омилена апликација, значи најчесто секогаш одам со тоа. Сигурно имаш омилена апликација која што ја користиш. Тоа што го користиш, значи првично ти пристапуваш како корисник кон нештото и ако си задоволен, продолжиш да го користиш. Од друга страна, ако не си задоволен од нештото, мислам апликацијата која што ја користиш, искуството. Да, искуството ќе избришиш, нема повеќе да се навртиш на тоа и ќе бараш некоја подобра опција. Значи тоа е user experience, корисничко искуство. А сето она што го гледате визуелното е user interface, односно кориснички интерфейс. Со други зборови, UX UI дизајн е креирање на мобилни веб апликации, креирање на искуството на самиот корисник, како ќе се чувствува, дали ќе се чувствува среќно, задоволно со тоа што ќе ги решаваме неговите проблеми при користење на нашиот продукт, или пак ќе се чувствува фрустрирано бидејќи не може да го најди копчето за да се одлогира. Така. Мислам уште побанализирам на пример самото тоа што кажам, на пример конкретно за тие што не им е јасно се уште, на пример конкретно на Instagram кога менува сторито дали е поголемо, дали е помало кругчето, баш тие работи спаѓаат и во тој дизајн или само тоа искуство кое го пружи апликацијата.
Ми спомна дека од доста рана возраст нели си почнала со само илустрации, Photoshop, нели како секој што почнува. Ме интересира што е тоа што те мотивираше да останеш на тој пат? Нели тоа да го градиш како кариера? Уште како мала многу сакав уметност. Значи, сум испраќала цртежи, едно друго, не знам, на развикорче, како и да беа тие детските списанија. Оправдано присутни. Така нешто. И кога требаше нели средно да се запишам, сакав да се запишам на факултет за уметност. Леле факултет, извини. Нели тука на ликовна уметност. На ликовна академија. Да, на ликовна академија, ама моите не ми дозволија и бев окей, сега што ќе правам? И одлучив дека ќе продолжам нели гимназија да учам и мислам дека тоа ми е една од најдобрите одлуки, бидејќи во гимназија сум стекнала дополнително образование што моментално денеска ми помага при самата работа со UX и дизајн. А за тоа зашто сум одлучила и конзистентно сум мотивирана за да работам со дизајн, колку и да е тешко и колку и да сакам да се откажам, е фактот што нештото што сум го започнала и сакам да го изедам. Ко денеска можеби нема да ми е добар денот или пак дизајнот што го работам нема да ми биде добар, ама знам дека ако денеска се вложам 100%, дека утре, ако не утре, можеби некој следен ден, јас ќе успеам. И стварно секојдневно успевам со тоа што не се откажувам. Пошто многу е лесно да се откажеш, ама многу е потешко да останеш конзистентен на нештото постојано да го правиш, колку и да е досадно. И тука мислам дека ако не се вложиме во нешто со 100%, ако не најдиме некаква пасија, да имаме дисциплина, можеби некаква мотивација, кој јас сакам да сум добар дизајнер, за да можам на новите генерации што ќе дојдат да им помогнам, да им дадам насока, нели така и со мојот профил на Instagram со Прекалос дизајн. Значи сакам да направам заедница на дизајнери каде што ќе се поддржуваме, каде што ќе се мотивираме и каде што ќе одиме напред. Бидејќи нели често знаеме да се најдеме во улога на ти си ми компетиција, зашто да се мотивирам со тебе, можеш ти повеќе од мене да успееш и така натаму и така натаму. Значи тоа сакам да го прескокнам, бидејќи верувам дека сите имаме нели место под ова сонце. Ајде така да наречем. Така те разбирам. Ја спомна твојата заедница, твојата Инстаграм страница Перкалос дизајн. Ме интересира како ја градиш, веќе кога се ја допревме таа тема, како ја градиш до вербата со твојата заедница? Нели се некој модерно занимање тоа било community manager, нели? Да. Оној мимот First Day at Work as a community manager. Како ја градиш до вербата и како гледаш на одговорноста со тоа што те следат некои, како што спомна, нели, идни генерации млади, може да се каже и деца слободно, кои сакаат нели да почнат со дизајн, со UI, UX и слично контент креација во било каква смисла. Значи, то како ја градиш до вербата со нив и како гледаш на одговорност која доаѓа со тоа дека они ти веруваат и слично? До вербата ја градам со тоа што било каква порака и да добиам во инбокс, јас одговарам. Значи, например, не знам, Маја, на кој факултет за дизајн да се запишам во случај ако има кај нас, нели, факултет за дизајн, им давам насоки. Маја, те молам ако може да ми помогнеш, не умем да се снајдам во Figma, или Маја, те молам испрати ми линк од Photoshop. Значи, тоа може би се некои едноставни прашања кои што може да се најдат и на Google како одговори, но реално кога ќе одговориш не на личност. Во овој случај се ставам кој јас да сум апликацијата и треба да го задоволам мојот корисник што доаѓа. И од друга страна, сите што ми пишуваат, јас ги гледам како пријатели. Не ги гледам како фанови, бидејќи не се чувствувам себе си како инфлуенсер, како што другите ме гледаат. Можеби од друга страна сум инфлуенсер, бидејќи влијам на некои креативци, или пак ајде да ги наречам идни дизајнери, што сака да започнат со дизајн, нели им давам насоки од каде да започнат, што се учи, што се работи во дизајнот. И со тоа што пристапувам на база како ти да си ми пријател, со тоа ја градам и нивната доверба, со тоа што не морам јас да кријам некои информации за да ти ги дадам тебе, пошто во моментот ти се потребни. И сметам дека тоа е многу клучно, сите што те следат да ги гледаш како пријатели, како твои блиски пријатели, а не како фанови. И затоа викам, од една страна не се гледам како инфлуенсер, но од друга страна се гледам бидејќи, нели, влијам на дел од нивните одлуки.
И фактот што можеш да си контент креатор ти овозможува многу. Настрана тоа што ќе изградиш доверба, ќе изградиш, нели, и пријателство. Например, со многу голем дел јас сум се запознала и во живо и ден денес си градиме, нели, убава врска на пријателство. И тука многу е клучно, бидејќи сум искрена и ја има целата моја доверба, за нели да ја добивам и нивната доверба од нивна страна. Така. Ме интересира исто кои се предизвиците, бидејќи претпоставам дека имаш ти обврски спрема заедницата, кои ги наметнува самата заедница. Кои се предизвиците кои доаѓаат од самото тоа што те следат луѓе? Дали имаш обврска за контент да ставиш? Дали го гледаш тоа како некоја обврска или целиот процес го базираш на тоа што уживаш во истиот? Или гледаш како обврска тоа да им дадеш нешто? Дали е тоа курс, дали е едукативно видео, нели повеќе типови на контент различни кои ги пласираш на твојот профил? Јасно. Прилично ова не го гледам како обврска, сега не сум обврзана дека денеска во 18 часот јас морам да постирам поради тоа што ќе има поголем рич едно друго. Не, напротив. Например, денес како се чувствувам мотивирана дека сакам да објавам пост за креирање на дизајн системи, ќе си ја направам содржината. Значи, не сакам само да спамам и не сакам да бидам само нели нон-стоп да давам контент. Туку сакам квалитетен контент да нели квалитетна содржина да приложам на самата публика. Да не е само да колку да биде сум постирала нешто, да бидам активна, туку сакам нештото што ќе го постирам, значи да има вредност, што тебе ќе ти послужи и ќе си го зачуваш. Бидејќи реално ако се чувствам одговорно, ќе бидам под стрес и нема да приложам содржина што ќе биде соодветна со мојата публика. Да, јас можам секој ден да најдам некоја тематика и да приложам, но нема да биде тоа. А од друга страна, па и не се чувствам одговорно дека јас морам да бидам таа што ќе направи курс или што морам да го држам профилов. Не, ова го правам со пасија. Значи, пошто се чувствувам сигурно во нештото, имам доверба во себе си, имам самодоверба и цврсто верувам во нештото кога го креирам. И знам дека е поминало окей, кога ќе видам реакцијата на самата публика откако нештото ќе го споделам. Како се справуваш со предизвиците како еден дизајнер? Каде наоѓаш мотивација, инспирација и самиот тој процес? Кој е процесот кој стои позади еден успешен дизајн? Мотивација и инспирација наоѓам од доста места, но морам да кажам дека ја не сум секојдневно мотивирана. Некогаш имам тој импостер синдром, зошто го правам ова? Мене не ме бива. И после 2-3 дена се враќам на истиот дизајн и сум види ова, јас сум го направила, баш е супер. Бидејќи мора да бидеме свесни дека кога станува збор за креативната работа, нема да имаш секогаш инспирација или мотивација. Но потребно е да имаш таа дисциплина за да останеш конзистентен тој пат што ќе годиш. Бидејќи реално не е само вака нагоре на линијата, туку секогаш има угоре надолу. Мотивација понекогаш наоѓам и од некој коментар што ќе го добијам. Негативен коментар. Бидејќи научив негативните коментари да не ги абсорбирам, да не ги примам при себе како некоја емоција. Например, порано кога ќе сум прочитала некој негативен коментар или кога ќе сум добијала негативна критика и знаеш онака емотивно си го присобирав тоа во себе и си викав леле, па зошто вака некој мисли за мене или зошто вака ми каже за мојот дизајн. Сега сум као, супер. Тоа значи дека на таа и таа област јас треба да се подобрам и дека не треба да се демотивирам и да се запрашувам што не е вред со мене. Туку треба да се запрашам како да бидам подобра личност од тоа што сум во моментот. А од друга страна, инспирација наоѓам во секој можен коментар што ќе го добијам од аспект на сите тие што ме следат и кои ќе ми пишат Маја, благодарение на тебе започнав со учење на UX и дизајн, благодарение на тебе повеќе сватив што и како функционира во овој свет, или пак ти благодарам на целосната поддршка и мотивација што ми ја даваш, за да продолжам тука да работам како дизајнер, бидејќи реално не сме научени кога во иста бранша ќе си даваме еден на друг поддршка, бидејќи сите се гледаме како дека
Конкуренција. Како конкуренција, зашто ти да ми го земиш работното место или зашто ти да ми го земиш клиентот. Напротив. Да. Спомна мотивација. Сакам да те прашаме на тема која може би и светска тема веќе. Дали веруваш ти во мотивација? Што е за тебе мотивација? Или како што спомна повеќе си човек кој верува во дисциплина и мобилизација на страна од мотивација. Ме интересира твое мислење. Како гледаш на тоа? Што е тоа мотивација? Тешко прашање. И верувам и не верувам. Ќе кажам од еден аспект од кој што не верувам. Не верувам пошто ако нонстоп трагаш по мотивација, ќе останеш демотивиран и таа мало жарче пасија што си го имал за да направиш нешто во овој свет, посебно за тебе, онака ќе те ајде да го кажам на диалектски збор, ќе те скрајче, ќе те отепа таа демотивација и нема повеќе да имаш желба за ти да правиш нешто во животот, кога онака ќе бараш причина, ама ќе не можеш таа причина да ја најдеш. А од друга страна верувам во мотивација, бидејќи сигурно имаш ти некоја блиска личност до тебе што ти е мотивација дека можеш многу повеќе или што те мотивираат само со фактот што се покрај тебе и што веруваат во тебе. Например, кога некој верува во тебе, ти дава поголема мотивација за ти да направиш нешто повеќе пус во ова наша средина, во овој наш свет. И фактот што можеш да најдеш мотивација, например, да бидеш подобра, да направиш подобар живот за себе од иднина. Бидејќи кога си мотивиран да правиш нешто, знаеш дека твојата иднина ќе биде осигурана, колку е онака внатрешно да те плаши тоа, да те стега кон леле, а што ако не успеам? И например тоа кај мене некогаш знае да се појави, а што ако не успеам? И тука она мало жарче на мотивација, ама ќе успеш, значи верувај во себе. Ја гледаш Маја од не знам, 10 години од иднината и знаеш дека за неа ова го правиш, не за било кој друг. За себе и фактот што ќе бидеш на некој друг мотивација што во моментот можеби поима немаш, ама онака подсвесно си можеби на некој со мотивација. И ова го правам и затоа се мотивирам. Малку тешка тема реално. Не знам, ти што мислиш? Пак може да зависи од многу работи. Пак може би да е индивидуално, до секој различно. Така да имав друго прашање во глава, сега ме пресече да мислење. Извини. Ми беше поинтересно друго едно прашање. Може и да се навратиме нови да ти дадам одговор. Но буквално ми вибрира во глава прашањето. Преска се спомна едно нешто многу битно за што ќе ги занима оние кои се сака да се бават со дизајн, кои почнуваат, а тоа е само довербата, тоест вербата во твоите дизајни, тоа како гледаш на твоите дизајни, тоа знае да биде голем проблем, ја знам сам по себе. Буквално јас и ти што зборевме приодно, кога 2 месеци сум си топ дизајнер, 2 месеци сум ужасен. Многу е битно да се спомне тоа дека е кај секој присутно. Знаеш да нема некој чувство дека доколку направи некој дизајн и па не му се свија после недела дена по моментот, нели цело време различни има сценарија како може тоа да се одвива, дека не треба всушност да мисли дека е лош, дека тоа е само дел од процесот и дека тоа дека самата доверба дека ти е добар дизајнот во суштина не те прави добар дизајнер. Повеќе те прави нели ти што спомна тоа да си константен, да имаш некој workflow кој веќе си го познаваш, да се знаеш како во техничка смисла. Да. Дека не мора ни премногу ти да се опторетуваш со тоа какво мислење јас имам за мојот дизајн. Нели премногу, што е од друга страна многу тешко бидејќи тоа е реално да збориме дека свој дизајн не можеш да гледаш објективно, дека секој твој дизајн, јас дизајни што ги памтам пред 10 години, па ги гледам субјективно. Така да ако имаш нешто повеќе за тоа да кажеш, како ти го доживуваш тој процес, како го надминуваш? Кога не ти се свија дизајнот, пак да се вратам на тоа, ќе пробам да ми се свија следниот или еве например ми се случува некојаш со клиент сосем погрешна представа да добијам уз нашиот разговор и пример првичниот дизајн значи жива катастрофа да е, што е сосем нормално, значи никој не е совршен, треба тоа да го прифатиме. И сосем морате твојот прв дизајн да биде хаос. Бидејќи, не знам, една замисла си имал во глава, сосем трета си доловил тука. И, например, вториот пат кога правев целосен редизајн, испадна кој што треба. Сега, што значи тука? Јас сватив дека, например, повеќе мене ми годи да креирам минималистички дизајни, наспроти дизајни што бараат многу елементи едно друго.
И многу е битно првично да се сватите кој вид на дизајн најмногу ви лежи. Значи, зборам од UX UI дизајн, дали тоа е минимализам, дали можеби тоа е нели гласморфицизам и така натаму и така натаму. И кога ќе погледнете кој дизајн најмногу ви лежи, насочете се кон тоа. Можеби ти како дизајнер сакаш повеќе да правиш дизајни за крипто. Јас можеби како дизајнер сакам повеќе да правам дизајни за, не знам, за накид. Пошто тоа повеќе ми лежи, веќе знам се што и како да средам. Така започнав да гледам на овие работи. Порано многу се замарав. Зошто немам ваков дизајн кој направено или зашо ваков дизајн немам во моето портфолио. Напротив, дизајните треба да ги прифатиме дека тие се процес од нашето растење и созревање како дизајнери. И дека секогаш наредниот дизајн ќе биде подобар од претходниот дизајн. И не мора да биде совршен дизајн. И не постои добар, и не постои лош дизајн. Постои само лошо корисничко искуство. Така. Да. Во која насока ти изгледа дека оди дизајнот? Тај да допреме некои актуелни можеби теми, бидејќи доста актуелни има за дизајн. Спомна минимализам. Мене ми делува дека нели целиот дизајн води во минимализам, што е окей, нели колку повеќе упростуваш нешто, толку ја има суштината која било сложено. Нели тоа е некоја технички врвно што можеш да направиш во дизајнот, нели нешто од комплицирано да го упростиш, нели тоа се случува моментално на секое поле, дали од UI UX дизајн, од графичкиот дизајн исто така. Ако споредиме графички дизајн од 2008 година на пример, оние болдови и слично строукови 300 shadows и слично и сега овој минималистички дизајн се гледа евидентна разлика. Ме интересира твое мислење на тоа, во која насока оди, може да се допреме на тоа, пример сега конкретно ребрендингот на Twitter. Ме интересира твое мислење за тоа и конкретно некоја тема. Јасно. Во која насока оди, што се случува според тебе? Вака првично нешто ќе почнам од кај лес, као колку помалку толку подобро и затоа многу го сакам тој минималистички пристап. Сега, факт е дека секоја година има толку многу трендови. Например, годинава тренд е, не знам, мислам и претходната година беше тренд 3D дизајн и гласморфицизам. Не можам да го погодам зборот. Од друга страна, dark дизајн, нели? Сето тоа. После, од друга страна, VR, AR дизајн. Значи, како што ќе оди нагоре технологијата, како што технологијата, нели, ќе се разглобува, како да го наречам зборот подобрува, нови работи ќе се случуваат, така и во дизајнот ќе се случуваат нови работи и многу е битно како дизајнери ние да се прилагодиме на трендовите, но сепак да останеме пристапни на оној дизајн што моментално го правиме, односно некои правила што мора да ги задржиме во дизајнот, како што е хиерархија, едноставност и така натаму. Сега во однос на редизајнот за Twitter, баш читав на еден друг дизајнер од Полска, мислам дека беше, за значење на логото. Бидејќи сите се збунија, зашто, нели, како X е сега, нели, пошто Twitter, сите го символизираме со таа птица. Да. И многу бев пристап прочитав за значењето на самото лого, дека в Twitter отворена заедница, каде што секој може да го каже својот глас без да биде запрен, нели, без да му се стават, ајде да кажам, ленти на уста за да не го каже своето мислење. Бидејќи, нели, Илон Маск се залага за отворена платформа, каде што тебе сега нема да те блокнат, бидејќи си кажал таков збор си искористил. И пошто, нели, као Иксот е представен фактички како сцена каде што некој излегува и добива како публика и, нели, го слуша твоето мислење, дава мислење за твоето мислење и така натаму, односно реплицира. И реално мене ми се свиѓа тоа што се направи ребренд. Као ништо страшно нема во тоа ти да направиш ребрендинг, пошто се прават на секој... Че конкретно новиот дизајн ти се свиѓа? Ми се свиѓа. Ако не гледам потреба, ако сега јас да се приврзам за нешто и као ги сакам плавите бои, требаше цела вечност вака да остане, не. Значи, и да не беше Илон Маск, сепак ќе доеше некој нов друг што ќе направеше ребрендинг на самиот дизајн. Или еве, например,
И на Инстаграм исто се случи ребрендинг. Не знам зашто толку многу се преврзуваме како луѓе и се стресуваме кога ќе се направи редизајн или ребрендинг на некој популарен бренд. Значи тоа не е ништо страшно. Сосем окей да се смени нештото, за да добие по-клин, поново чувство, бидејќи реално и Илон Маск како дојде во Твитер смени толку многу работи што луѓето и не беа навикнати на тоа. Може да оставиме на таа тема, баш ме интересира. Што мислиш за неговото делување на Твитер моментално, бидејќи некој направи драстични разлики, драстични промени, во економска смисла тоа некако гледам дека му е голем минус. Од друга страна конкуренцијата се изјасни со нова апликација, Threads, може да ја спомнеме. Веќе може и не е актуелна, излезе пред 2 недели, беше актуелна. Како гледаш ти на тоа? Тој момент Илон Маск кој не го наметнува, него го презентира како момент на апсолутен free speech. Од друга страна знаеме дека мета групацијата баш и не е толку open-minded за се, си има свои рестрикции. Да. Свои рестрикции. Како ја гледаш таа битка сега која се случува? Јасно. И на чија страна си? Ако сакаш да На ничија страна, не сум, секогаш мислам се научив да ги гледам и двете страни, бидејќи и двете страни имаат своја перспектива, свој гледиште на работите. Сега, воно за Илон Маск прави нешто. И се свија мајндсетот кај него што ризикува нонстоп. Значи, и да не му успее нештото, тој ќе најде начин за да успее. Например, сите му се смеа за Тесла, не знам, за дека нема да успее со SpaceX. Човекот прави нешто за разлика што некој седи и само коментира за нешто. Например, ако знаеш, направи го нештото подобро, наместо да даваш критика и сето тоа. Еве, например, тука Инстаграм со Threads, односно Мета со Threads, дојда, направија вау бројка за 100 милиони за една недела, така? За еден ден. За еден ден. За еден ден мислам дека беше. 500 милиони за една недела. Целта им беше. Имаше некоја бројка што го надмина, во секој случај беше до сега рекордна бројка во историја на апликации. Да. И тоа беше вау во една недела. Но фактички имаше толку многу недостатоци во самата апликација што може да ги искористат недостатоците од Твитер и да ги подобрат тука, може да успеат многу повеќе. Еве, мислам, тоа е мое лично мислење. Бидејќи и јас бев и возбудена као Твитер, ќе се префрлам на Threads, пошто помалку ќе има хейт, например, тоа е недостатокот на Твитер, но реално сите си имаме свои мислења, свои гледишта на работата и сите имаме право да кажеме, да го изразиме нашето размислување. И сега, кога дојдов на Threads, си мислев, супер, нова заедница, ова брзо ќе расти, едно друго. Но во текот на таа една недела јас сатив дека ништо посебно не е. Значи има толку многу недостатоци во самата апликација што мене како корисник не ме задоволуваат. Например, кога не ти се појавуваат, објавите на луѓето што ги следиш. Значи има и од друга страна не ми се допадна моментот што Инстаграм тебе да ти наметнува. Ако направиш трет профил, дека после да сакаш да го избрашеш, ќе мора и твојот Инстаграм профил. Да, малце. И тоа е онака што како корисник нема да ме задржи. Зашто да ми го наметнуваш тоа? Така. Спомнавме темата за hate speech. Би сакали да се задржиме малце на таа тема. Ти се бавиш и со контент креација, си изразуваш некој свое мислење на социјалните мрежи, на Твитер и слично. Ме интересира твоето мислење за hate speech и како се справуваш, hate speech или критика, може да кажеме, како се справуваш ти со критиката од заедницата, бидејќи евидентно е дека сега дали кај нас, бидејќи сме помала средина општина на светско ниво, значи тоа постои. Ти кога го изразуваш своето мислење на било која платформа, доаѓаат некои коментари, некогаш и оправдано, но во голем број на случаи според мене, бидејќи гледано реално, ние сме и доста млади и може да погрешиме, некогаш и се водиме по емоции, по некои замисли што ги имаме во глава, не е секогаш нешто дека правиме намерно така да испаднало, а од друга страна има заедница на луѓе која тоа го прима, не знам, како некоја храна, како да им прија тоа кога сакаат да нападнат некој млад. Имавме доста и случаи кај нас, видовме што се случува општо, како таа јавна критика некако зема замав, буквално се шири како трет што се шири буквално. И сега ќе огледате некои
млади кои би сакале може да почнат со контент креација, бидејќи е доста нели актуелно занимање. Би сакале да ставаат свои постови, дали е тоа за шминка, дали е за дизајн, дали е за програмирање и слично. Кој пристап ти од оваа гледна точка можеш да им го препорачаш на нив да го имаат, кој мајндсет да го спремаат за кога ќе се пред да се впуштат во таа работа, бидејќи ти предпоставувам дека на потешкиот начин си го научила тоа, дека си морал да го стекнуваш малце по малце, не имало кој да ти каже. Што би им кажал ти на тие млади контент креатори што сакаат да почнат? Дали треба да бидат свесни? Според мене треба, дека критиката може да игра голема улога во тоа и дека ќе им влие на процесот. Како да гледаат на тоа? Јасно. Само прво сакам да те поправам за критика и хейт. Критика е кога некој ти дава субјективно мислење, например, ова можеш да го подобриш, а додека пак во хейтот се вклучени и лични навреди. Токсична критика конкретно за тоа. Да. Сега. Значи, многу е битно. Мислам, јас како што кажа, го научив тоа на потешкиот начин. Порано премногу емотивно тие работи си ги доживував, кој што кажав и претходно, но со тек на време толку многу се зацврстив и почнав да го живеам тој мајндсет дека ти немаш непријател. Буквално имајчка што ја носам од многу добро аниме, што ви го препорачувам на сите да го изгледате, Vinland Saga. Пошто буквално и самата поента на самото аниме тоа дека ти немаш непријатели. Значи, сите мислиме дека некој ако ни даде критика или хейт, као непријател ни мисли лошо, што од една страна е така, но реално ако ти направиш филтер во себе си, дека тие зборови може да само треба да дојдат тука и вака да си поминат и на тебе никаков отпечаток достават. Која е потребата да ги задржуваш негативните мислења, негативните критики, хейтот во себе? Само едноставно, онака тоа ќе се направи како огромен балон, кој што најнаш може само да пукне и толку. И затоа е многу битно, значи, многу е битно, првично, за хейтот, да научиме како да се справуваме со тоа. И да го примениме тој мајндсет дека ако некој може многу подобро од мене, нека проба. Значи, ништо нема да ми смени мене и да проба, но од друга страна постојат едни многу златни опции, нели, на социјалните мрежи, тоа е блок и мјут. Толку. Се согласувам. Зошто сега јас целиот ден јас да си го пропастам, пошто некој ми рекол, не знам, не ти чини дизајнов, или зошто воопшто се занимаваш со дизајн, која си ти? Не, воопшто. Значи јас го правам нешто за себе и за една мала публика која што знам дека има доверба во мене. И посебно нашата заедница, бидејќи не е само што јас се занимавам со како контент креатор за UX и дизајн, туку има например и други контент креатори кои што споделуваат содржина за програмирање, маркетинг, има и на друга колешка која што постира за дизајн, за англиски јазик, за јазици така натаму и така натаму. И се баш и со нив имам разговарано дека и сите тие има добијано критика. Зашто го правиш ова, тебе не те бива, буа. И сите... Тоа веќе не е ни критика, тоа е класичен хейт. И онака доаѓаме до заклучок дека ако ми го насочуваш тоа мене, дека мене не ме бива, значи, земи, седни, направи го и јас ќе те поддржам од нештото. Немам потреба јас тебе сега да ти кажувам, да те демотивирам, пошто мене така е станала денеска на лева нога. И баш тука во нашата заедница, значи зборам за во Македонија посебно, значи кој ќе споредам со странска заедница, пошто ги следам странски дизајнери, значи како контент креатори. Тие толку многу се поддржуваат на себе, толку многу се поддржуваат меѓу себе што јас се чудам како е возможно воопшто тоа. А додека пак кај нас дизајнери што се со плюс 10 години искуство, седнуваат од страна и само ќе ти речат што си ти воопшто во дизајн? Значи, нема потреба ти да си тука. Ајде, чао. Или зошто зошто споделуваш содржина за дизајн? Немаш искуство со тоа?
па чекај, како можеш своите 10 години искуство да ги Ајде, споредуваш со расчистиме и таа моите почетни години, не знам, во дизајн. Значи јас сум на почетокот и треба ти како повеќе годишен дизајнер со искуство да седнеш да ми дадеш поддршка, мотивација или да седнеш да ми направиш муавет, например со кои проблеми можам јас во иднина да се соочам или со какви грешки. Но што е тоа што тука некои дизајнери ги спречува тоа да го направат? Дали тоа е нивното его, дали тоа е нивната мала доза на самодоверба дека некој може биде многу подобар од нив во рок од неколку години, или пак дека ќе ми ја земе или клиентелата, или пак работната позиција, не знам. Тоа ме интересира исто да те прашам, дали мислиш ти дека самото тоа што они на пример имаат искуство, на пример некој дизајнер има 20 години искуство, му дава доволно за право како да каже дека не знам има 20 години искуство по правење не знам модерен тип на кола, автомеханичар, што е иста. Значи ние сме свесни, јас кога ќе се навратам не премногу 3-4 години наназад, колку самиот дизајн еволуираше. Значи мислам дека тоа добар дизајнер си би се дефинирал по тоа колку добро успеваш да ги пратиш сите работи, сите материјали од страна како се пласираат нови, како ги употребуваш истите, самиот процес на работа, да не збориме за тоа самите алатки колку се менуваат, почнувајќи од Photoshop, Illustrator, Figma, колку самите алатки се менуваат. Дали мислиш дека е нешто друго како што спомнам, дали его, дали нема потреба ни толку да навлегуваме, дека на некој му да биде ова е професија буквално и самата професија, ние збориме за некоја хибридна професија моментално, каде што и контент креираш користејќи дизајн, користејќи принципи на графички дизајн, користејќи принципи на UI UX дизајн, видеографија и слично, нели се вклопуваш во една позиција. Тоа ме интересира да ми кажеш, дали мислиш дека самото тоа што некој на пример повеќе години од тебе искуство во оваа работа, која технички некако се формира како нова, има право за тоа некако да ти каже кога ти немаш, знаеш кога немој да збориш. Има кој да збори така. Јасно. Фактот дека доаѓам со позадина од Финки, нели? И таму, нели, постојат као левели или ајде тайтл да ги наречам, нели, junior, mid, senior и така натаму и така натаму. И баш тоа го размислував пред некој ден. Дали титулата игра толку огромна улога како што играат и годините или едноставно игра искуството и брзото учење. И сега баш онака размислам, пошто сите сакаме да бркаме едноставно титули. И баш тоа го размислав као кој левел јас дизајнер сум. И нели дали сум се уште junior, дали сум mid, дали идам ко senior. И онака се викам, па ја немам потреба титула да имам. Која е потребата титулата да ја имам? Ако едноставно јас не сум, нели, нон-стоп не се надоградувам, нон-стоп не учам. И нештото го сватив дека може некој и со 10 години да има искуство во дизајн сферата, значи пошто бил како графички дизајн, но може и некој студент, не знам, некој дете од 18 години да дојде, да заврши академија во 6 месеци и секој ден да си прави дизајни едно друго и секој ден да учи нешто конзистентно, да следи трендови едно друго и со добар ментор, јас се кладам дека тоа дете за една година ќе биде толку одлично како што е овој од 10 години. Но, тука разликата ќе биде што овој од 10 години има искуство, како да се справи со... Тука доаѓа другата страна, клиенти и тоа. Збориме за самиот процес, он ти кажува не те бива за дизајн, не ти кажува ти не го знаеш процесот. Сигурно си полоше во самиот процес, бидејќи немаш искуство толку со клиенти и јас нели нормално бидејќи сме млади. Збориме самиот за иначе нормално другите сфери животни доаѓаат со искуство, апсолутно се согласувам, другите скилс. Да. Ги спомна академиите. Ме интересира, се наметна во последните години како некој алтернативен начин на стекнување со образование, па веќе можеби и се наметнуваат како и примерен. Ме интересира, бидејќи самото тоа да спомнеме дека за оваа работа ние што работиме, конкретно кај нас нема факултет. Барем колку што сум јас запознат, нема некое високо образование, има, може да ме попреш? На фон, графички дизајн одсек, да. Добри да речеме да има една катедра на фонд, пак нема некако премногу избор каде што да насочиш поврзано со оваа работа. Зборам овој хибрид на работа и тоа како опција го нудат нели академиите кои се појавија во голем број во последните неколку години. Ме интересира твое мислење за запишување на академија, конкретно може да збориме за дизајн. Јасно. Со какви студенти си имаш соочено таму некој што ти пишал што имал, какви искуства да имаат споделено со тебе, бидејќи знам дека имаш заедница доста голема. Да. И веројатно знаеш и доста инсайдерски работи, директно од луѓето. Да.
Имам веќе половина другари и другарки што завршиле нели и факултет и академија, пошто едноставно не се пронашле во самиот факултет. И реално нели имам по позитивни, по негативни критики свршната, што е сосем окей, нели. Не може секој да биде задоволен од неколку 100%. Порано јас имав негативно мислење и на луѓето тешко им е сега моментално да сватат дека моето мислење е сменето. И сите ќе бидат, ама ти откако почна да го објавиш курсот, тогаш го смени мислењето едно друго. Не, напротив. После неколку месеци како го објавив курсот, ја го сменив моето мислење. И малку тука е сега малку чудно, како можеш ти да смениш мислење, да смениш став, една друга, значи не сме навикнати некој да се смени. И значи како што кажав, порано бев кој, зошто да давате 2000 евра за академија, што ќе научите, едно друго, па тоа се многу пари, да ќе научите, ама тоа се многу пари, зошто да ги давате, како ќе се возвратат тие пари? За да еден ден јас сватам која сум јас да им кажам на луѓето кај да ги трошат нивните пари. Значи, и што се многу пари, што се малце, тоа е исто. Значи, јас не сум никој ништо за да им кажам на луѓето кај да ги трошат парите. Ако ти се чувствуваш сигурен дека треба да дадеш, не знам, 5000 евра за да се запишеш на некој си, не знам, курс од Америка за фронтен девелопер, оди. Ама не треба јас да видам таа што ќе ти кажува и таму парите као ќе ти заминат. Не. И затоа кажав, го сменав својот став, бидејќи на некој начин можеби созрев, откако почнав нели свое нешто да продавам како едукација. И многу е битно, значи многу е битно да ја разбереме и другата страна, а не само, нели, бидејќи јас порано размислав само во една насока, другата насока не ме интересираше, ама сега се ставам во чевлите на тој нели на тој што е до мене, како размислува, како доживува нешто. Во однос на академиите, нели, да не одовлекувам од самиот муабет, сметам дека се позитивна ствар. Пошто сватив дека не сите сме создадени за системот на самите факултети. Пошто, например, зашто сега ти да учиш нешто што нема реално да ти биде потребно. Не знам, кога си употребил Питагорова теорема. Као тој момент, као си графички дизајнер, каде ќе го потребиш тоа? И сите сме навикнати, значи ова уште е ние како Gen Z сакаме да учиме нешто што ни е интересно, не сакаме да учиме нешто што ни е наметливо. Ова мора ти сега да го научиш, ова ти сега мора да го завршиш. Не, значи ние сме таква генерација што ќе кажеме не. Јас ова нема да го учам, зошто да земам книга од 600 страници и таа да ја учам. Мислам, немам потреба тука ако одам на факултет 4 години, ќе го научам тој академски живот, едно друго. Ама и од друга страна не ја гледаме позитивната страна на академиите. Можеби јас не сум била на академија, немам нели пријатели, каде што стекнале исто така нели прекрасни пријателства, прекрасни познанства, прекрасни контакти. И ова, например, да слушне нека постара генерација, каде што спомнувам дека не мора на факултет да одиш. Пошто и од друга страна сите викат, па не мора сите на факултет да одат, факултетите се преполни, кој што дојде зема диплома, едно друго. Значи, секој сака да се образува, секој сака да има повисоко ниво на едукација. Пошто јас, например, бев на Финки, као 3 години. Океј, си учев се, ама едноставно не може да се вкопам во тој систем. Сега јас психички треба да се спремам за некој предмет што едноставно со сила го учам. Ко џабе го учам, едноставно не ми годи. Пошто и од друга страна, например, ние Gen Z сме повеќе со ADHD. И сега нешто ако не ти влева онака да ти е интересно, нема да го учиш, пошто немаш фокус на нешто. Тако, вака, например, листов можам да го земам и цел ден да го читам, ама ако не ми влезе в глава, едноставно не ми влезе в глава. И сега некој ќе рече, може би имаш мало ниво на IQ, или ајде бе, земи, заграј го столот, значи можеш ова да го научиш. Ама од друга страна си џабе, значи јас ако немам фокус нешто да научам, ако нешто не ми е интересно, ако во нешто не гледам дека вау,
ова мене ме интересира, ова сакам значи до крајност да го научам. Џабе. Како најголем изговор, нели, ти спомна, нели, на постара генерација, ако се спомне, не икам на факултет, одам, сакам на академија, тоа буквално ќе ги фрапира, ама веќе као да гледам дека и доста постара генерација веќе разбира дека факултетот, концептот на кој е заснуван, во некоја смисла треба да се смени. Самото време го наложува тоа. Значи самиот систем, се што се случува околу наложува некоја промена, која мислам дека искрено се игнорира, не можеби не моја тема да зборам тоа. Него како најголем тоа зборев, како најголем изговор на постарите што би рекле демек зашо факултет или тој од професори го имам слушано слично, демек самата дисциплина као зашто значи тоа на некои луѓе. Како па ти со тоа што од 4 години ќе ми покажеш дека доаѓаш на предавања, дека нели предмети полагаш 40 предмети, па спремаш дипломска, како самото тоа ќе ми биде мене доволен показател утре како работодавец или ќе му биде доволен показател на твојот иден работодавец, дека ти имаш некоја дисциплина, имаш нешто што те тера да, знаеш, тој да го направиш таа жртва на некој начин, нели тоа на некој начин да се жртвуваш со твоето време во тие млади години, нели кога ти се прави се што ти се учи нели по нормално. Ама јас исто и со тоа не би се согласил, бидејќи мислам дека ние ако гледаме вака како Gen Z, јас сум 2000, ти си 98, така генерација, мислам дека самата работа тоа што го правев некако наметна дисциплина. Од можеби поголема некој што завршил 40 предмети. Не знам дали ќе се согласиш, самата работа, клиентите ќе ги спомнеме како следни клиентите, обврските, односот со луѓето. Нели самото тоа колку те воздигнува самото тоа однос со клиенти од проект на проект, колку растеш. И се од друга страна, јас знам и луѓе што како последен испит дават и како не знам што ќе правам во животот, како немам ни дисциплина, не знам ни што ми изборат овие зашо. Еве ќе се навратиме на темата со Twitter, Мета едно друго. Што знаеме за тие сопственици? Дека се без факултет. Така, ти ако имаш идејата, ако ја имаш замислата, ако веруваш во нештото дека ќе успее, ќе успее. Немам потреба јас сега диплома да имам за утре да отворам агенција за дизајн, за на сите им приложам имам диплома за завршен факултет, со тоа мене ме прави дека јас сум дисциплинирана, дека јас можам ова, јас можам она. И нели клиентите ќе дојдат и ќе ми речат браво Маја. Не, тоа е само можеби значи без наврез за тие што гледат и што имаат. Да, дека збориме конкретно, значи во сферата на дизајн и особено во темата на маркетинг. Да. Значи апсолутно треба факултет, нели за многу, се нормално не би сакал доктор без диплома да и низ други можеби социјални некои професии кај што треба некој таков пристап да има за да ги совладаат тие вештини. Ама ние сега збориме дека како маркетинг ти учиш официјално кај нас на државен факултет, тоа не е маркетинг. Или да учиш, не знам, некои теми како е-бизнис, тоа технички треба да биде e-commerce. Тоа е се освен имам доста споделувано, ова го кажувам, нели, како свое мислење, може некој да слободно и да дојде да не исправи, можеби не сум во право. Да, само извини, јас морам да се надоврзам. Нели, без навреза тие што имаат факултет завршено или што сакаат да завршат факултет. Пошто нели, реално некој дипломата си ја гледа како големо достигнување во својот живот. Како некој тоа и е. Што е сосем окей. Например, ние пошто не сме таа група на луѓе што него гледаме факултетот како нешто највау што ќе го достигнеме во нашиот живот, бидејќи знаеме дека можеби и ти си таков тип на личност, што например нешто ќе направам некакво достигнување во животот и сега следно одам на друго барам нешто да достигнам. Значи не ми е факултетот само приоритет дека ја морам да го завршам. Да, јас сум на факултет се уште. Кој имам уште 2 години што треба да ги завршам. Ама едноставно тоа не ме исполнува кој јас утре ќе имам диплома. Дипломата реално имам за моите дома да ја имаат. Таа нема мене да ме направи академски граѓанин. Што може тебе академски граѓанин да те направи? Културата, како се понашаш спрема луѓето околу тебе, спрема самата околина. Значи луѓе имаат завршено факултет, имаат диплома, ама немаат култура. Дипломата не ја купува таа култура. Не ја купува дисциплината, не ја купува конзистентноста, ништо од тоа. Така. Значи, накратко заокруживме дека окей се академиите, окей се факултетите, споделивме некое наше мислење што си имаме соочено со двете со луѓе и од таа страна. Значи се окей, најбитно мислам тој и за крај го каже, нели најбитно е кој каков човек и да се води сам спрема себе, нели своите квалитети да гледа да ги истакне, да ги своите недостатоци да ги стимулира, тоест да ги поправи, дека нема толку тоа, знаеш, сакав таа тема највеќе отвори прашањето беше во смисла, знаеш, тоа
тој фанатизам сега дали академија, дали факултет, знаеш, тој притишок што се става на нас, нели спомна, ние сме Gen Z, сега ќе збориме и за тоа што сме ние уствари, кои се тие карактеристики, кои сме ние како Gen Z. Знаеш, тој притисок што се става, значи се е окей, знаеш, малце чил. Да. Секој нека се знае што е добро, не треба тоа да се ни факултетот да ти го каже, ни никој. Само себе имаш некоја таква нота што ти кажува што е добро да правиш за тебе, барем според мене, секој си го има тоа. Како да те се однесуваш према себе, спрема околината во која си, спрема твојата професија. Значи, тоа е познато како го должи, мислам дека нема потреба. Спомна Gen Z, ме интересира како би кои особини би ги представила ти дека се Gen Z, кои сме ние како Gen Z? Што е тоа што не карактеризира? Прво нешто што ми доаѓа за тоа што не карактеризира е тоа што ние знаеме да кажеме не на работите што не ни се допаѓаат, бидејќи не сакаме нешто што ни е наметливо, ко онака, ќе си има и полошо. Тоа е онака што ми се свиѓа кај нас најмногу. Не, нема и полошо, има и подобро. И што сме онака, барем јас тоа така го гледам како силна и борбена генерација. Значи се бориме за нешто за подобро, бидејќи реално толку многу транзиции имало ни сите овие години што онака доаѓаме во време каде што од претходните генерации буквално ни останува ништо во нашите раци, од генерација на генерација и мора сега ние нешто да направиме. За да создадеме, за нешто да оставиме за нашата иднина. И ми се свија што барем тие што ги следам, Gen Z е повеќе насочена кон стартап. Значи, насочена е повеќе кон материјалистичките ствари. Сега тој момент не ми се свиѓа, веќе материјалистичките ствари. Што е тоа? Дали е лошо тоа материјализам? И лошо и да. Мислам, и лошо и не е лошо. Лошо е од аспект на тоа што едноставно ги губиш карактеристиките на себе си како личност, како што е емпатија, разбирање. Дали е неопходно ти ако извини што те прекинав, дали е неопходно ти ако некои материјални аспирации имаш што се доста изразени кај тебе, нели тоа што се согласувам, нели Gen Z не интересира тоа материјалното, гледаме дека постои тоа во свет, имаме слика да видиме. Дали е неопходно доколку имаш некои така материјални работи за кои се бориш, е неопходно да изгубиш некои човечки особини или некои работи? Што мислиш? Неопходно. Па не можам да се согласам дека мора да изгубиш некои човечки карактеристики за да ти да оствариш некои цели. Некоја материјална цел, да. Да, некоја материјална цел. Пошто реално ти сакаш да имаш собствен стан или собствена куќа, сакаш добар автомобил да возиш, Тоа се чини многу. Сакаш да оствариш некои работи во животот и нормално дека ќе се вложи за да ги оствариш тие материјалистички ствари. Сега, од аспект што не ми се свиѓа кај материјалистичките ствари е што толку многу трчаме за да имаме секакви, не знам, Gucci ташна, например ние женските Gucci ташна, не знам, Dior, ова она, за да се докажеме на социјалните мрежи дека ние живееме подобар живот за разлика од другите. Од тој дел мене не ми се свиѓа, например машките кога купуваат, не знам, Lamborghini или било каква вид на кола, не дека може да си ја дозволи, туку пошто тоа е неговиот животен сон. Тоа е дека и друга. Ама види кој ќе отвориш ти на социјални мрежи, што повеќе гледаш дека луѓето се фалат со својот материјализам, кој колку поседува. И од тој аспект мене не ми се допаѓа тоа. Која е потреба, мислам, окей, да, иако преѓи реков дека секој си кажува, си постира се што сака, ама од тој аспект не ми се свиѓа пошто некој друг тоа го гледа и се споредува со тоа и се демотивира. Пошто нели социјалните мрежи колку што можат да влијаат позитивно врз нас, толку можат да влијаат и негативно врз нас. И многу е битно како ќе впијаме таа содржина. Така, реален ли е тој живот што се гледа на Инстаграм? Не знам, воопшто некако. Јас мислам дека доста луѓе, никогаш не ми било проблем во глава да заклучам дека баш тоа и не е некоја реална слика, ама очигледно гледам дека има луѓе наш кои им е тешко тоа да го сварат во своја глава дека и тоа не е баш така како што изгледа. Сега можеби ние од другата страна знаеме и како контент креатори дека не е ни контентот баш како што го прикажа, дека има некоја позадинска работа кои се оптеретуваат, не знам, со тоа некако. Не знам, мене ми е тотално, не знам, можеби лично до мене, ама тоа ми е скроз некако безвезна тема. Као окей некој да покажува дека успешен или дека мерило за успех во денешно време факт е и дека се парите. Да. И е окей да бидат во некој бизнис, нели сега од бизнис мисле е окей да бидат, нели пак бројките кажуваат нели колку чини тоа што ти го продаваш.
мислам дека е без везе некако младите се оптеретуваат со тоа. Сега што кој носи, тоа може да биде и да не е реално, може да биде и фейк, може да биде и монтажа, може да биде и ја и веќе некако. Значи баш имам видео, Многу е читав без некој, дали гледав некој видео на TikTok или дали читав некој пост на Instagram, не сум сигурна, за некој што носел Nike, или фейк Nike. И сум, зашто луѓето се оптеретуваат дали нешто тоа е фейк или не? Што ќе ти смени? Дури е многу смешно. Никако не те афектира тоа тебе. Што ќе промени тоа во животот, дали ти носиш фейк или вистински Nike? Многу е. Така. Ми дојде само прашање од себе сега кога спомна веќе AI, а не го стави во прашање, а знаев дека негде ќе се самото ќе си се покаже во муабетот. Што мислиш за AI? Кое мислење го имаш? Дали користиш AI? Дали ти помага во креативниот процес, во технички процес? Да, користам. Каде ја гледаш иднината на AI? Малце да отвориме таа тема. Значи, вака прилично користам, бидејќи нели настрана што сум UX дизајнер, работам и како контент креатор за клиенти што имам за социјални мрежи. И пошто нели во тој контент креатор влегува нели да осмислам содржина, тоа ја правам со помош на вештачка интелигенција, потоа некои видеа ги правам со помош на вештачка интелигенција. Нели SEO едно друго. Бидејќи реално јас како една личност не можам да опфатам повеќе сфери, а сепак сакам да му помогнам на мојот клиент да расте. Тој го бара пазарот веќе, да. Да. Значи на тој начин ја веќе си олеснувам мојата работа. Значи денеска тие 10 сати што требаше ја да ги потрошам за работа, јас сум ги потрошила во некои 2-3 сати и веќе си ги имам цел ден нели за да правам што сакам. Сега, моето мислење и е позитивно и е негативно. Значи, секогаш имам две страни што ги гледам. Значи, онака измеѓу сум. Не можам да бидам 100% нема ултимативна вистина. Да. Значи, позитивното е тоа што ни одлеснува работата. И многу малку е така интересно што некои, например, дизајнери се плашат дека работата ќе им се земи едно друго. Значи, не, напротив. Вештачката интелигенција само ќе ви ја одлесни работата вам како дизајнери, значи нема да ви ја земи, ќе ја земи работата на тие што едноставно не се посветени во самиот процес да бидат се подобри. Значи како што кажав, ни одлеснува самата работа, а додека пак негативното од тоа што го гледам е што ќе се изгуба толку многу работни позиции, како на пример еве во некој маркетинг со Европа, значи нема повеќе луѓе. Значи таму има не знам, сам си го куцаш, нели. Еве, например, во IKEA, дело во IKEA, нели имаш, сам си ги куцаш работите, нема потреба од касиери и такви ствари. И баш друго нешто што гледав на TikTok е како вештачката интелигенција може да наштети на нечиј живот. Пример, доста споделуваме содржини за нас, нели информации, како тие информации може да се попат во една голема база на податоци за нас и тоа да ни наштети. И од тој аспект сум онака малку скептична и као до каде може да замени сето ова уводило, ајде да го наречам. Веќе баш што гледав постот, видејќи нели сите сега што имаат деца, сакаат да си ги споделуваат, што е сосем окей тоа. Сакаш да си го споделиш своето дете на социјалните мрежи, ама толку и негативно. Пошто баш тоа видеото што го гледав, земеат слика од самово дете, прават видео едно друго со него и као страшно. Сега гледаме дека има и тренд, како се викаат, ютубери, нели, artificial intelligence базирани ютубери, кои имаат своје персоналити, свој изглед базиран само на виртуелна реалност. Те плашат ли ти, како реагираш на тоа? Те плаши ли тоа фактот? Баш вчера гледав многу добар подкаст на таа тема со SEO-то на YouTube. Докаде оди веќе аито во видео креацијата, значи има фиктивни јутубери, тоа баш го даде интересно како тема дека е можно да има како вечни јутубери сега, бидејќи они нели нормално ај е настанат карактерот, персоналитето и оно никогаш не старенаш, не менува животни фази и он кажуваше конкретно за нас тоа ни одговара, знаеш, ќе имаме јутубер 22 годишен што цело време ќе биде со таа енергија и во таа сме. Те плашат ли тебе тие? Како ги доживуваш? Или кул ти е? Не ме плашат. Бидејќи е малце чудно кога ќе размислиш, нели?
Кога има Да. 20 години можеш да гледаш некој ист да биде? Да, ама не ме плаши бидејќи таа содржина јас не ја конзумирам. Као само правам, не сум заинтересирана и толку. Бидејќи немам потреба, као можеби имам потреба да се замарам за нешто што е дел од нашата иднина. Но од друга страна зашто да си создавам стрес? Која е потребата? Немам потреба, ако тоа е. Да, напред оди светот. Мора да се прилагодиме на тоа, сакале или не. Исто како и професионално, мислам дека треба и социјално да се прилагодиме, дека веќе сега збориме некој контент креатор што го гледаш, веќе тоа е социјален аспект, нели ти уживаш да го гледаш. Да. Тој може да биде нели да не биде реален. Исто и за работата, нели може да ти помага, ти можеш да одбереш кај ако не ќе тоа да правам, па да те замени некој што го користи тоа. Знаеш, мислам дека мое мислење се тоа, не можам да може ќе се деси на најцрно некој сценарија. А ти се плашиш од ова Не, нешто? не, јас искрено имам позитивно размислување. Не знам зашто толку луѓе како да се плашат. Мислам зашто се плашим, пак ние сме тоа. Тоа е како да се плашиме. Не разбираш, не верувам сега во некое развивање тоа да биде над нас некако. Тоа ми е science fiction уште, воопшто него. Мислам дека нема тоа нашата генерација. Мислам дека треба да се бавиме до каде ќе стигне и да се бавиме општо со општествени теми што се однесуваат на нашата генерација, ама не толку science fiction сега. Тоа може ќе да зилја го, ама сега не верувам. Сега лично и мене да споделам со тебе ми помага премногу во одредени ситуации и на самиот скил што веќе го поседувам од претходно, кога ќе го дополнам со нешто, дали има милион алатки сега, веќе и се знаат кои се актуелни, и секој ден нови излегуваат, кога ќе го дополниш тоа со нешто AI или вештачка интелигенција, да збориме за некој што не му е после да не биде. Мислам дека само може да го подобри твојот процес, дека не е никако. А такви некои фанатизми, не знам, и општо теории на заговор, некако не е почито. Мислам дека не треба баш ние као млади, може и постари тај тоа име. Да. Не треба да се бавиме со тоа. Треба да гледаме да искористиме максимум се од тоа. Да, се Во добра согласувам. насока. Инаку во однос со плашењето, секогаш се плашиме од работите што во моментот не можеме да ги осетиме, не можеме да ги видиме. Само едноставно не плаши самата помисла како ќе се соочиме со тоа нешто. Тоа е тоа што онака не плаши. Бидејќи повторно гледав мислам некој филм и баш тоа го дискутирав. Се плашиме од смртта бидејќи не знаеме какво чувство е смртта. И затоа се плашиме на пример и од вештачката интелигенција од иднината, бидејќи не знаеме ние како ќе се чувствуваме. Бидејќи сепак на крајот од денот ние сме луѓе кои што имаме чувства, кои што имаме емоции. И нели тоа е онака што не разликува самата вештачка интелигенција. Ти можеш да осетиш тага, радост, среќа, љубов, за разлика од таа вештачка интелигенција што не може да осети. И затоа мислам дека немам потреба да се плашам од нешто што е на самиот интернет, што не е во допир со мене, например, што не може да ме допир. Така. Спомнавме вештачка интелигенција, спомнавме нели процес на креирање. Ме интересира како некој заклучок во која насока ќе оди самиот дизајн. Може нели да го дефинираме и самиот UI UX дизајн, да не збориме прешироко. Мислам дека и прешироко е самиот дизајн да се нарече. Во која насока ќе оди UI UX дизајнот? Во која насока ќе оди контент креацијата? И тоа ме интересира искрено, кој е твоето мислење? Што ново може да се понуди веќе? Гледаме нови формати цело време. Веројатно нешто ново спремат, дури снимаме во моментов. Да. Новите формати нели сега беа шорт се актуелно се уште. Да. Како нови формати, па сега и нели со Трец се наметнува, ќе видиме тоа докај ќе стигне, се наметнува и тој пишан контент. Кој е твоето мислење? Во која насока оди прво UI UX дизајнот? Како ќе се развива? Како второ контент креацијата? Јасно. UX UI дизајн секако ќе оди напред во позитивен аспект, бидејќи нели вештачката интелигенција не може сепак да го опипа самиот корисник што ќе го користи нашиот продукт, каков е, какви чувства има, со какви проблеми се соочува. И затоа секогаш ќе има потреба од UX и UI дизајнери. Од друг аспект, бидејќи нели веќе го имаме светот на мета, за таму се потребни VR, AR дизајнери, што нели треба да креираат светови. Ќе се деси ли тоа?
Па веќе се некако као да застана таа случува. приказна малце. Застано, ама и некако се случува. Или пак можеби не е истинското време. А од друга страна за контент креатори, мислам дека тоа можеби ќе биде као онака најбарана професија. Бидејќи најпожелна професија, бидејќи реално некои реклами подобро поминуваат покрај инфлуенсери. Например, ти нешто очигледно дека ќе купиш од кај некого си вишал дека тоа го промовира, отколку што ќе погледнеш обична реклама, не знам, на YouTube. Високобуџетна, со 1000 камери, со милион долари буџет. Како на времето, такви реклами. Еве, например, за модернизам и ренесанса со Philips, како и да беше фирмата што имаат, претпоставам дека дека му се спонзори и например поголема шансата дека луѓе ќе купат машинка за бричење преку него, отколку што ќе купат оти вишле на веб страницата или оти направиле голема буџетна реклама. Например, тој е одличен контент креатор, дека не мора некој да те знае за ти да успееш. Дека ако имаш добра идеја, добра замисла, дека ти можеш да привлекуваш луѓе, некои луѓе нели да се смеат, или зависи нели во каква област си ти како контент креатор. И значи таа област ќе оди напред, бидејќи секој ден имаме голема побрувачка на контент креатори. И например во Македонија има толку многу извонредни контент креатори. Имаше една девојка од Штип, Мари Сореле, не ми текна точно името, што онака јас секој ден очекувам да објави некој пост, таа објавила Reels, толку многу добри се едитирани во CapCut, што онака јас сум како можам ова јас да го направам? Морам да се обидам. Така што доколку сакате да станете контент креатори, станете. Значи ако имате идејата, започнете. Значи ќе има позитивни критики, ќе има негативни критики, ќе има хейт, ќе има поддршка, што е сосем во ред тоа и е нормално. И се додека гледате на тоа како поле каде што сакате да изразите вашата креативност, секогаш ќе одите напред. Да, ќе има и денови кога нема да сакате ништо да правите, кога ќе сакате да се откажете, што е сосем окей. Дајте си време да одморите и после ќе погледнете како едноставно ќе ви дојде, ја имам таа идеја. И дајте си шанса да почнете. Да, дајте си шанса, значи не можете да знаете до каде може да стигнете ако едноставно не се обидите. Спомнавме UGC контент, нели тоа е содржина иначе креирана од самиот корисник. Дали ја гледаш ти на таа содржина, нели тоа е се што зборевме во претходнија минута две, базирано нели на тој концепт, нов концепт, short формат UGC контент. Тоа е содржина креирана од корисник. Нели како корисникот ја доживува, не е тоа фенси реклама кај што не знам било што е фриждерот лета, него едноставно го доживуваш, тоест го рекламираш, го прикажуваш како корисник. Гледаш на тоа како тренд, бидејќи е во енормна експанзија, како тренд, или гледаш на тоа како иднина? Како иднина. Не може да е тренд, пошто реално јас сега ако пијам вода и кажувам како ја пијам вода, очигледно дека утре нешто ќе рекламирам друго, односно ќе давам оценка за нешто друго. Бидејќи еве лично ти кажи ми, кога бараш оценка за нешто, нели, нечи коментар, дали ќе го читаш коментарот или ќе појдеш на YouTube за да изгледаш зашто некој такво има мислење? Еве лично од мене одам, каде што јас сакам да погледам некој каде што кажува зошто нешто да го користи наместо да читам, пошто сакам да погледнам како реагира самата лично што го искористила, мислам што го користи во моментот тоа. Пошто еве на пример лично јас некои продукти не ги купувам ако не видам од некој не знам контент креатор или тоест од некој контент креатор што едноставно споделил негово лично искуство. Така и луѓето доста некако им значи тоа. Баш вчера потекнав од подкастот што го гледав со SEO-то на YouTube. SEO, тоест не SEO, него глобален директор за ова што прави сега YouTube, новото Trend and Culture, нели, трендови и култура на YouTube. И он тоа баш спомна дека кажуваат например некои анализи они кои ги правеле, дека 50% од луѓето повеќе ги интересира контент креаторот како збори за одреден настан отколку самите да присуствуваат или да го гледаат настанот. Значи некако веќе тоа некако што и да сакаш, дали е тоа настан, сега збориме продукт, нели тоа може на милион начини да се раздели. Некако луѓето ги интересира нели самото мислење на
контент креаторот, значи он попрво би дошол да слуша ти како збориш на пример за некој настан, не знам, финале во Лига шампиони, отколку да го гледа. 50% од луѓето се изјасниле тоа. Ама понатаму која воделе анализа, они добро као за големи евенти, не знам, Оскари, искрено јас не гледам, ама сакам да прашам некој ако гледа што го знам. Ма они гледале луѓето као на многу пониско ниво ги интересира мислење други. Буквално е сега како они гледат на пример на подкаст од саат време, некој би влегол да види шорт формат на юзер како го доживото, како нашиот подкаст е. Место да влезе да го изгледа цел, би му било како на 50% од луѓето, нели другите 50 се друго, на 50% од луѓето би им било подобро, тоест така се изјасниле, да слушнат као од некој контент креатор мислење за знаеш они беа добри, малце негде сгрешија, негде беа супер, ова збореа, она збореа, ме разбираш? Некако се таа кратка форма, се некако, мислам дека и самото време тоа го наметнува. Знаеш, и ретко кој има толку време и да гледа, и настани се, нели сите смисловрски, некако целиот хаос што се случува околу, и луѓето буквално во самиот тој шорт формат си гледаат некако, нешто ќе гледам, знаеш, овој му верувам веќе, као креатори што го пратам, ќе отворам, се извинувам, ќе отворам кај него да видам оно какво мислење има. Нели самото тоа некако како и природно, мислам. Природно си доаѓа изгледа тоа. Малци чудно делува вака статистички. Ова баш ќе го спојам со дизајнот, со UX и дизајн. Нели корисникот кој доаѓа на самата веб страница, му треба да сам неколку секунди за да ја сканира самата содржина. И многу е битно убаво да ја склопена содржината, пошто кој има многу огромен текст, она ќе исклучи. Така и со ова, еве, например, лично јас кога ќе видам некој подкаст од 1 сат, 2 сати на YouTube, знаеш ли што правам? Ставам спит. Да. Сега 1 сат да трошам кога со спит, нели, ќе си го ускратам времето. Така нешто 1.5 и ќе си го изслушам цел подкаст, да, на брзина ќе биде, ама нешто што ќе ми се допадне, ќе му се навратам повторно на нештото. Ама сега јас цел сат да седам вака и да слушам, освен ако ми е интересно, реално јас ќе го изслушам нештото, ама ако сум во брзање или едноставно немам во моментот концентрација, фокус, 1.5 терам. 1.5 1.2 како и да иде. Немој да го гледате сега овој подкаст на 1.5, молам гледајте го на нормал спид. Ова е веќе на крај, веќе до тука кога стигнале се зезнале сега. Да. Маја, тоа е тоа. Фала ти што дојде. Мислам дека одговоривме некои прашања, искрено се потрудивме да дадеме некое наше мислење. Се надам дека на гледачите ќе им се свиѓа. Имаш ти нешто да кажеш за крај? Едноставно верувајте во себе, колку и да е тешко и колку и да имате онај импостер синдром. Мене за ништо не ме бива. Не, едноставно не дојде на вашето вистинско време. Тоа имам само да кажам. Фала ти уште еднаш. Ова и на тебе. Пријатно. Чао.